Почитувани сограѓани, реакцијата на ДПМН и чудната им интерпретација на целиот настан е разбирлива. Со години наназад се научени само да земаат од граѓаните, а кога некој сака да им даде, тоа е несватливо за нив. Подкупот е нивна стратегија, а уценувањето, заплашувањето и условувањето начин на кој сакаат да управуваат во секоја пора од општеството. Не можат да сватат дека не сме исти. Ние како партија организираме акција, а единствена цел ни беше да им помогнеме на социјално ранливите категории и стоиме за таа одлука. Нам не е понижување да го посетиме, да го слушнеме, да го разбереме и да му помогнеме на секој граѓанин. Ако за ДПМН социјалниот пакет е за смеење и подценување, за некои граѓани е неопходен. Жал ни е што на ваков начин сакаат да ја искриват сликата пред граѓаните, ама едно е точно. Ние се грижиме за нив, а тие се трудат на секаков можен начин да го изложат поединецот на штета и ризик само да бидат во потрага по политички поени. Во тешки времења, кога сите сме засегнати, особено најранливите социјални категории, солидарноста, хуманоста, пожртвуваноста се карактеристики кои ги красат луѓето. Секој еден кој ќе се дрзне овие вредности да ги оквалификува поинаку, треба да се преиспита себе си каков човек. Искрено подадена рака и помош не е политичка кампања, туку возвишена особина на добар човек. Сепак се сведува на перцепција, според нив мито, според нас помош. Ги повикуваме сите хумани граѓани и организации да помогнат кога е најтешко и да ги почитуваат мерките на владата се со цел побрзо да го надминеме овој тежок период. Воедно ги повикуваме и председателот на ОКВМР ДПМН, Кочани Миле Левков, да го напушти бунилото во кое неговата партија да придонесе кон носење на промислени и рационални одлуки и да покаже хуманост. За крај, почитувани граѓани, ви порачувам да ги следите доследно препораките на владата и останете во добро здравје.